Со гаранција од околу 300.000 евра пратеникот Љубен Арнаудов излегува од домашен притвор, потврди од апелација. Утринава кривичен го ослободи и пратеникот Сашо Василевски од куќен притвор кој гарантира со 400.000 евра дека нема да се даде во бегство. Од 5 мина обвинети пратеници за крвавиот четврток само Крсто Муковски не е на слобода. Народните избраници не прецизираа дали ќе гласаат за уставните амандмани. За сега немаме ништо размислувано, ама секако ќе работиме исклучиво во интерес на Македонија и македонскиот народ. Никој не ми е јавен, тие се политички одлуки кои во парламентот се расправат, ние сме во судница. Јас сум на судски процес. А за уставните измени дали ќе гласате? Обвинителството до апелација нема да поднесе жалба за Василевски, додека за Арнаудов нема право. За евентуалната амнестија обвинителката Вилма Русковска вели дека тоа е политичка одлука. Е многу подобро да излезе со гаранција отколку да биде во домашен притвор од проста причина што домашниот притвор, доколку биде огласен за виновен или осуден, му се засметува во казната затвор. И јас лично не препознав амнестија. Сметам дека е она што го кажа знак за помирување. Наместо распет на загрозениот сведок, обвинетите се поместија од новата во старата зграда на кривичниот суд поради технички проблеми. Во судницата не беа новинарите поради безбедноста на загрозениот сведок. Присуствуваа по еден представник на ОПСЕ и на американската амбасада и адвокатите излегоа. Револтирани изјавија дека се отстранети од судницата за денешното рочиште. Судиката Добрила Кацарска ги казнила по 1000 евра, бидејќи ја попречувале работата. И тие пари му ги подаруваме на судот, за да ја направи опремата во новиот суд, а кој го чинеше народот грдни пари, и на првото пробување да проработи техниката не проработи и бевме сместени во сала во која навистина ниту има услови за работа, ниту за седење. По ниту еден случај не сакаме да го обструираме работењето и одржувањето на рочиштето. Само ги бараме нашите основни услови за работа. Секако мора по секоја цена да се одржи рочиштето, а дали адвокатите ќе бидат приморани на колена, повторувам, на колена, по трет пат на колена да забележуваат што кажува најбитниот сведок во овој предмет, тоа не е веројатно интерес на судот. По 2 часа чекање во судница судот го одложи распетот на загрозениот сведок за утре, бидејќи 33-цата обвинети нема адвокати. Верзијата на Скопска единица е дека адвокатите сами го напуштиле судењето. Судот назначи бранители по службена должност, образложувајќи дека предметот е притворски. Кривечен со повик до адвокатите да не вршат обструкции на судот, туку да се сконцентрираат на одбраната. Ги разбираме реакциите на одбраната поврзани со условите во кои работи судот, но условите се тие, не се совршени. Но ги обезбедуваат основните услови за работа предвидени со законот. Во таа смисла не го оправдуваме напуштањето на судницата од страна на бранителите. Дека јавноста нема да го слушне распетот на загрозениот сведок, реагираше Хелсинскиот комитет, коментирајќи одлуката на судот како незаконска.